Владата се подготвува за нови мерки за помош на граѓаните и стопанството, додека цените на нафтата галопирачки одат нагоре. Премиерот смирува дека будно се следи состојбата, откако по пропаднатиот мировен договор повторно ескалираше состојбата на Блискиот Исток. Една од опциите е повторно намалување на ДДВ-то кај горивата од 18 на 10%, мерка која беше укината во јуни. Тоа е една од опциите. Тоа е можеби најмалку посекувана опција од аспект на тоа дека сите денеска зборуваат за расходите од буџетот, а никој не зборува за приходите. Намалувањето на ДДВ-то би било директно на приходите, но нас ни е важен стандардот на граѓаните и ние сакаме како влада секогаш кога тоа е потребно на граѓаните да им излеземе во пресед. Владата во понеделникот одлучи да ги намали акцизите за 1 денар по литар кај бензините и 2 денари по литар кај дизелот. По состанокот со трговците и дистрибутерите се размислува и за нови мерки за стабилизирање на цените во маркетите и продавниците. Се уште не се знае дали тие ќе бидат таргетирани. Анализата на Државниот пазарен инспекторат утврди дека некои трговци си пресметувале повисоки маржи, односно дека и покрај тоа што имале пониски набавни цени, не ги поевтиниле крајните производи. Веќе донесовме мерка со намалување на дел од акцизите за бензините и за дизел горивата. За жал, цената на берзите расте, денеска повторно се доближува до психолошката граница од $100 за барел. Воените дејства во заливот се зажештуваат, се интензивираат, така што повторно очигледно не очекуваат предизвикувачки денови. Се разбира дека ние како влада ќе интервенираме со дополнителни мерки и тие мерки дополнително ги анализираме. Дизелот поскапе за вкупно 14 денари, а бензините за 5,5 денари по литар во последните 3 недели. Кризна состојба во снабдувањето со нафтени деривати ќе има до 20 октомври, што е предуслов за воведување мерки. Дека претходниот сет мерки вроди со плод, потврдува и синдикалната кошничка, која е речиси на исто ниво како и претходниот месец. За сега инфлацијата е под контрола. Таа се намали за 0,5% поени во јуни споредено со мај и на годишно ниво изнесува 3,4%.